Добро вечер, почитувани гледачи. Во продолжение, минути посветени на вестите од културата. Во духот на традиционалната подршка кон младите драмски уметници и поттикнување на пишување на нови драматуршки текстови, Драмски театар од Скопје го објави годинешниот конкурс за наградата Горан Стефановски за најуспешен драмски текст од млад македонски автор на возраст до 30 години. Драмски театар Скопје го објави годинешниот конкурс за наградата Горан Стефановски за најуспешен драмски текст од македонски автор на возраст до 30 години, што ќе биде отворен до 28 февруари. Во духот на традиционалната поддршка кон младите драмски уметници и поттикнување на пишување на нови драматуршки текстови. Драмскиот театар ја доделува наградата во чест на големиот драмски автор Горан Стефановски. Преку овој конкурс, театарот сака да даде поддршка на драмското творештво на младите автори и да ја афирмира современата македонска драма. Право на учество имаат автори државјани на Македонија кои до денот на завршување на рокот за пријавување не навршиле 30 години. Поднесениот текст мора да биде оригинално, неизведено дело, а не адаптација или драматизација на веќе постоечки книжевни или драмски форми, информираат од театарот. Пристигнатите текстови ќе ги разгледува стручна комисија составена од 5 члена, а добитникот ќе биде објавен на пресконференција што ќе се одржи во пресрет на денот на раѓањето на Горан Стефановски 27 април. Наградата е во износ од 60.000 денари еднократно, а ќе следи и подпишување на авторски договор со театарот, продукција и изведба на наградениот текст на една од сцените на Драмскиот театар. Од Драмски наведуваат дека со оваа награда ја продолжуваат својата посветеност кон развојот на македонското драмско писмо, негувајќи го духот на Горан Стефановски, чии дела се длабоко вкоренети во историјата на театарот. Од Јане Задрогас до Огнени јазици на сцената на Драмски биле поставени 15 негови представи, од кои 8 биле праизведби. Со отворањето на ретроспективната изложба Меѓу реалноста и сонот на академскиот сликар Кирил Ефремов, Националната галерија успешно ја заокружи 2025 година. Творештвото на Ефремов е представено во Даут Пашиниот Амам во Скопје. Кирил Ефремов, изложбата отворивме на 25 декември, ќе трае во текот на јануари месец, а можеби подолго. Всушност една ретроспективна изложба од севкупното негово творештво. Се обидовме да ги запазиме сите периоди, почнувајќи од 50-тите години, средината на 50-тите години, кога се појавува на сцената. Карактеристично за него е што од секогаш ја има фигурацијата, дури тој период кога е актуелно информелот или непредметното сликарство, тој фигурата ја користи во своето сликарство и надреализмот како правец е главната насока која што ја води од самото појавување. На изложбата, како што реков, се запазени повеќе периоди каде што има абстрактно асоцијативност, каде што не е тоа абстракција, како што реков, до фигурација, во манирот на поп-артот, експресионизмот, но главната линија е надреализмот. Значи, самиот наслов на изложбата е Меѓу реалноста и сонот. Вкупно 53 дела се пријавени на конкурсот за традиционалните годишни награди за 2025 година во организација на Друштвото на писателите на Македонија. Станува збор за наградите: Стале Попов за најдобро прозно дело, наградата Ацо Шопов за најдобра поетска збирка, Ванчо Николески за најдобра книга за деца и млади, Димитар Митрев за најдобра книга критика есеистика, како и наградата Мост, која се доделува на најдобра книга објавена на некој од јазиците што ги зборуваат заедниците во Македонија. Објавувањето на победниците е предвидено за 10 февруари, додека врачувањето на признанијата на наградените
традиционално ќе се одржи на 13 февруари, денот на кој Друштвото на писателите на Македонија ќе одбележи 79 години од своето основање. Првиот македонски долгометражен анимиран филм Јон Вардар против галаксијата на режисерот Гоце Цветановски беше одликуван со почесна награда за визуелна имагинација во главната надпреварувачка селекција на меѓународниот фестивал во Кина. Првиот македонски долгометражен анимиран филм Јон Вардар против галаксијата доби меѓународно признание во Кина, каде што беше одликуван со почесна награда за визуелна имагинација во главната надпреварувачка селекција на Blue Planet S5 филмскиот фестивал. Станува збор за меѓународен фестивал специјализиран за научна фантастика, со фокус на нови визуелни јазици, авторски израз и технолошки иновации во филмот и анимацијата. Наградата ја доделува Организацијскиот комитет на фестивалот и представува признание за исклучителниот визуелен концепт и иновативниот пристап во градењето на изгледот на филмот. Посебен придонес во визуелниот идентитет на филмот има арт директорот Михајло Димитриевски, еден од најпрепознатливите македонски илустратори. Тој е познат по својот уникатен стил кој често комбинира хумор и карикатурална динамика на ликовите, а неговите дела се изложувани и присутни во бројни меѓународни проекти и фестивали. Режисерот и сценарист на филмот Гоце Цветановски изјави дека визуелниот пристап бил клучен уште од најраната фаза на развојот на проектот. Ова е 7-ма меѓународна награда за Јон Вардар против галаксијата, кој досега бил прикажан на преку 40 фестивали. Продуцент на анимираниот филм е Алан Кастилјо, а главните улоги ги толкуваат Жарко Димовски, Емилија Мицевска и Дамјан Цветановски. Тука го завршуваме ова издание на Вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Останете со програмата на телевизија Алфа.